Да, ја продолжуваме емисијата со професорот Атанас Козарев, председател на Асоцијата за корпоративна безбедност. Господине Козарев, добре дојдовте повторно во студио 10. Добре ве најдов, поздрав до вас, до целата екипа, честит Светски ден на медиумите. Многу ми е драго што денешното моје гостување се поврзува со еден ваков значаен празник на глобално ниво. Поздрав секој до гледачите низ цела држава, посебно во Струмица, бидејќи јас сум оттаму. И секогаш ми е пријатно кога сум тука кај вас, во вашето студио, затоа што секогаш имате актуелни проблематики, актуелни прашања, актуелни теми. И ние како експертска и академска заедница се трудиме да дадеме наш придонес во давањето на одговор за кои се можните решенија, како треба да се движиме, каде да одиме. Не значи дека ние дека имаме некој волшебно стапче во нашата рака, па можеме да на еден начин да имаме некоја волшебна формула да ги решиме проблемите, но да дадеме некој придонес конкретен, тука сме во секој време. Да, телевизија 24 се обидува да ги артикулира сите гласови, сите мислења, сите анализи од општеството без разлика од која страна доаѓаат. Тоа сме го правиле, тоа ќе го правиме, се со цел за гледачите да бидат што по-објективно и по-квалитетно информирани, се разбира. Професоре Козарев, ова што се случува во Украина, руската агресија врз Украина се шири врз реперкусиите од таа војна, се шират врз целата Европа, се чувствуваат и кај нас, се пореметуваат економските, безбедносните, енергетските токови. Тоа е очигледно во таа енергетика, очигледно дека има најмногу проблем, но тоа е очигледно и дел од стратегијата на големите блокови во овој судир. Прво, еве една ваша генерална оценка, ќе продолжи ли се уште оваа дестабилизација или државите ќе се обидат да најдат начин да се вратат кон нормализација. Нормализација и на снабдувањето со газ, и со нафта, и со струја, за граѓаните да почнат да ги добиваат потребните производи и се разбира по нормални цени, кои сега веќе отидоа далеко. Да, благодарам на прашањето ви, е доста актуелно. Нормално дека современите ризици и закани во тој контекст и безбедносните ризици и закани имаат клучно значење за деловното работење, преценимите последици, тоа би рекол штетни последици, од аспект на една војна, например, која што е доста морбидна, како што е случајот со Украина, има свој импакт, има своје влијание и врз деловниот амбиент, како и врз остварување на деловните политики и стратегии на како на домашните, така и на светските компании и корпорации. Тие се поврзани и тука секогаш имаме влијание како на економските предизвици врз безбедносните и обратно. Ние како Асоцијација за корпоративна безбедност посветуваме доста внимание на овие прашања, затоа што сметаме дека современите корпорации покрај бројните безбедносни ризици и актуелните поврзани со настаните во Украина влијаат врз економијата. Во тој контекст би кажал дека ние одржавме одлична конференција посветена на енергетската и здравствената криза во Стопанската комора на Република Северна Македонија, за што посебно се заблагодарувам на председателот господинот Бранко Азевски, кој што овозможи да ја реализираме оваа конференција во комората и на еден начин да дојдеме до сериозни заклучоци, кои што заклучоци се резултат на предавањата на експертите во оваа област. Пандемијата COVID-19 навистина придонесе да се создаде или да се воспостави едно тектонско поместување речиси во сите бизниси, затоа што со оваа пандемија практично не постоеше бизнис кој што е имун од незините штетни последици и така натаму. Исклучок тука може би биле фармацевските компании кои што вложија доста во пронаоѓањето на нови вакцини, меѓутоа сметам дека оваа пандемија придонесе во многу да се пореметат нормалните бизнис релации, линии, кога на неја, кога ова
пандемија веќе доаѓа при крај или под една контрола, веќе се појави нова криза, безбедносна криза, војна криза, која што е поврзана со настаните во Украина, сметам дека економиите во светот се пред еден голем предизвик. Во таа смисла би потенцирал дека Светскиот економски форум во неговиот годишен извештај на ризици за 2022 година посебно наведува дека економските предизвици поврзани со пандемијата се уште се актуелни и присутни. Глобалната економија, според овој извештај, се очекува да има пад, односно намалување од 2,4% до 2024 година, отколку тоа што би било нормално нејзино функционирање без оваа пандемија. А ние пандемијата веќе како сметаме кога да поминала, кога да не постои веќе. Точно, меѓутоа јас ви зборувам за штетните последици од пандемијата. Тоа што ударот кој што го нанесе оваа пандемија, кој што ние ќе го чувствуваме многу долго пред се како луѓе. Вие може би имате пријатели, соседи и така натаму, слушате дека успешно се излечиле од пандемијата, меѓутоа имат здравствени проблеми после овој здравствен протокол на лекување на пандемијата. Значи, последиците од пандемијата се чувствуваат како кај поединецот, така кај економијата, но и пошироко. Тие се доста сложени, дивергентни и мислам дека имат свое влијание. Она што е битно да знаеме дека како нови ризици кои што ќе се појават пред економиите, ќе биде пред се растот на цената на суровините, инфлацијата и долгот на државите. Во тој контекст би кажал дека државниот долг во овие држави кои што се истражувани, опфатени во извештај на Светскиот економски форум, а тоа се околу 124 држави, се оценува дека е зголемен околу 13%. Од друга страна, индексот на пораст на американскиот долар изнесува некаде околу 7% повеќе во однос на сметано од почетокот на 2021 година. Зборуваме за нови ризици, за нови закани, значи реагенсите, суровините и така натаму ќе бидат во ситуација да државите кои што имат потреба нив да пронаоѓаат алтернативни начини како да ги задоволат своите потреби. Јас не ги оправдувам оние економски аналитичари кои што велат треба да се стави акцент исклучиво на економските фактори, а не и на безбедносните фактори. Поготово во однос на овој најнов проект кој што се однесува на терминалот за течен газ кој што денеска се промовира како нов инвестиционен проект од страна на премиерите во сите овие држави што се околу нас. Тој е обид за пронаоѓање на нови извори за снабдување со енергија, особено во контекст на случувањата во Украина, на исклучувањето на рускиот газ за дел од земјите, кај нас доаѓа од Бугарија, например. И сега, но прашање е кога тој терминал ќе биде готов, кога тоа ќе профункционира, дали на време ќе успееме да најдеме алтернатива. Мислам дека тоа се сега главни предизвици. Колкава ќе биде цената на тој течен газ, нели? Исто така важно во однос на рускиот. Цената е многу важна колкава ќе биде, јас се согласам со вас, меѓутоа значи мора да се инвестира за да ова економска зависност да не доведе понатаму ние да бидеме и безбедносно зависни од некоја друга моќна држава. Ние мора да водиме сметка за тој момент кој што е клучен. И сето ова што сега се случува со промоцијата на овој инвестиционен проект за течен природен газ надвор од Русија е токму да се прикаже потребата од изнаоѓање на пат кој што ќе овозможи задоволување на потребите. Независно што може би овој проект ќе профункционира за 20 на години или не знам за кој период ќе се гради така натаму. Но тоа од друга страна значи дека овие држави се цврсто решени да го изражат овој пат, а во меѓувреме да си помогнат една на друга во задоволувањето на потребите од течиот газ. Она што беше
Оценето во рамките на конференцијата која што одржавме ние во Скопје беше поставено прашањето за капацитетот на нашата држава во однос на менаџирањето со енергетските ресурси. Дали ние имаме добро или лошо менаџирање со енергетските ресурси? И тука имаше доста дилеми. Експертите даваа своje мислење. И на крајот сите беа согласни дека од големо значење е донесувањето на подзаконските акти од страна на Регулаторната комисија за енергетика, според кои подзаконски акти потребно е да се воспостави линија поврзување помеѓу универзалниот снабдувач со енергија кај нас и граѓаните, во смисла граѓаните кои што имаат можности сами да вложуваат во производството на енергија, сончева енергија за своји потреби. Значи да не се зависни пред се од тој универзален дистрибутер, туку самите тие да си придонесат и на тој начин да ја намалат цената која што ќе плаќаат за енергија во иднина. Тоа се нови трендови на кои кај нас ќе треба пред се да се развие свеста за оваа потреба, за да може понатаму ние да имаме полесен и посреќен живот. Но тоа би помогнало директно и на државата. Апсолутно. Ќе се намали потребата од увозна енергија, граѓаните повеќе сами ќе произведуваат, без разлика колкав и да е тој процент. Да, еден многу познат бизнисмен во Македонија, кој што практично многу ми помага да ги совладам овие економски движења и текови, една личност која што е доста позната во нашиот бизнис. Во досегашните комуникации секој што успеваше да ми каже дека во Македонија е проблем што почнува веќе да отсуствува производната логика. Значи нема производство во Македонија. Еве јас секој годам на пат кон Струмица гледам и од лева од десна страна каде што беа нивите, каде што имаше производство, не име само индустријски објекти, каде што се увезува роба и така натаму од странство. Значи производството е проблем во нашата држава и јас се согласувам со таа личност дека многу повеќе треба се вложи во производството во нашата земја, да се развива таа производствена филозофија која што беше доминантна, сега се напушта се заради потребата колку што е можно побрзо и на полесен начин да се заработи многу повеќе отколку со мака со работа. И тука посебно би истакнал дека доделувањето на субвенциите кој што се врши во нашата држава, пред се во делот на создавање на услови за производство и така натаму, треба да се одвива можеби според една друга логика. Субвенциите да се доделуваат согласно она што е произведено, согласно готовиот производ. Вие можете на некој одгледувач на одреден производ, на некој земјоделец или од друга област, да му дадете субвенции, меѓутоа ние не знаеме колкав е тој производ на крајот, за кој што се плаќа, граѓаните плаќаат ДДВ и така натаму, за да можеме да видиме дали навистина субвенциите го дали резултатот. Видите, за субвенциите, еве еден едноставен податок. Податоците од владата се дека до сега, од кога се доделуваат субвенции, од почетокот, тоа е почнато уште со изминатата влада, нели одамна е тоа, веќе 10 години, ако не и повеќе, се дадени за субвенции 1,7 милиарди евра до сега се доделени, а статистиката покажува дека Македонија секоја година го зголемува увозот на храна. И сега имаме еден таков парадокс. Сме дале речиси 2 милиарди евра за субвенции, а имаме зголемен увоз на храна. Нели е тоа парадоксално? Тоа е навистина парадоксално, меѓутоа тој парадокс што вие го изнесовте потврдува мојата теза која што јас ве презентирав, дека ние мора да го смениме моделот на субвенционирање, дека мораме да правиме да работиме на начин на кој што граѓаните навистина ќе бидат задоволни од тој начин на субвенционирање. И се надевам дека доколку нашата држава и економските ресурси, министерства и така натаму кои што се во оваа област ги слушнат многу повеќе размислувањата на бизнес заедницата, на оние кои што се вистински бизнисмени создадени со години, со децении, а не оние кои што стана бизнисмени преку ноќ,
под сомнителни услови и сега тие да ја креираат економската политика, тоа веќе не е во ред, ниту пак може да придонесе за нашата држава. Кога зборуваме за сите овие современи ризици, закани, економски, правни и така натаму, јас исто така би се осврнал и на сајбер ризиците, бидејќи те гледаме дека и во една Украина, каде што имаме настани какви што се случуваат, слушаме дека и таму имало сајбер напади, лажни вести и така натаму. Би сакал да кажем дека ова сајбер действување и сајбер криминалот во последните години навистина се во еден значителен раст и пораст. Дури некои глобални напади кои што се поврзани со тоа сајбер действување во тој сајбер простор предизвикуваат огромни штетни последици во физичкиот простор. Сето тоа, гледано од аспект на Европска унија, овој притисок придонесе Европската унија да ја донесе низ директивата. Тоа е една позната директива која што важи во Европската унија. Меѓутоа ќе спомнам зашто е битна за нас и за нашите компании, се уште не важи, но зашто е битна таа низ директива. Таа низ директива го покрива прашањето за сајбер безбедноста во областа на критичната инфраструктура. Нешто за што ние треба да се подготвуваме како една членка на Европската унија. 2020 година беше многу тешка година, многу напорна година во која што од една страна глобалната економија имаше пад, а од друга страна сајбер криминалот имаше огромен пораст. И токму овој период, токму оваа ситуација придонесе да Европската унија почна да размислува и надвор од оваа низ директива за сајбер заштита на критичната инфраструктура и да потпочне процедура за ревизија, односно да ја донесе новата низ 2 директива која што се уште во фаза на подготовка, но која е нејзината цел? Нејзината цел е проширување на стандардите и процедурите кои што треба да бидат исполнети од критичната инфраструктура во делот на индустријските капацитети. Што значи тоа? Дека ова сајбер заштита веќе преку оваа директива ќе стане законска обврска. Ово се уште не е јасно во Македонија, ниту пак зборува некој за оваа тема. Практично со новата низ директива компаниите, зашто е за нас битно како Асоцијација за корпоративна безбедност, компаниите ќе бидат принудени да ги почитуваат овие процедури. Второ, ќе мора да обезбедат отпорност од сајбер напади и да ги заштитат своите индустријски капацитети и системи од сајбер напади. На начин на кој што се должни за секој напад пред се да го известат Центарот за сајбер напади. Значи тоа мора да биде координирано. Координирано. Затоа што ова директива предвидува сериозни казни. 2% од прометот годишен до 20 милиона евра казна. Што значи дека може, ако е прометот поголем, и процентот да биде поголем, а со тоа да се стигне до казна над 20 милиона евра. Казна за што? Доколку не пријавите? Доколку компанијата не ги испочитува стандардите за сајбер безбедност во индустријата, во фирмите, во компаниите. Сега нашата држава се уште е далеко од оваа директива и од првата и од втората што треба да се донесе, меѓутоа каде е интересот наш? Европски компании действуваат во Македонија. Може да случи Siemens или некоја друга компанија да бидат присутни во нашата држава. За нив важат тие директиви. И доколку тие директиви не ги имплементираат овде, тоа значи дека може да бидат изложени на сериозни казни во Европската унија. Кога се зборува за оваа проблематика на подрачјето во нашата држава, би сакал да кажам дека кај нас постои Национален центар за одговор на компјутерски инциденти. Овој центар е истот, ќе биде веројатно еден ден кога ќе бидеме дел од Европската унија, ќе биде еден центар каде што нашите компании, фирмите ќе мора да ги пријавуваат тие, значи како законска обврска да ги пријавуваат сите инциденти или се што презеле за да не дојде до инцидент. Ние сме имале добра соработка со тој центар, иако гледам од аспект на транспарентноста, последниот извештај што е објавен во Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти од 2020 година. Значи веќе 2 години на нивниот вебсайт не е поставена статистиката за
тоа колку сајбер напади имале, кои се тие сајбер напади, како се компаниите погодени, дали пријавиле, кој е пријавил и така натаму. Последните информации се од 2020 година, каде што се вели дека се хакирани околу 92 јавни веб страници, споредбено со 2019, кога таа бројка била 113 и така натаму. Инаку во 2020 година имаме вкупно 1443 пријавени инциденти од областа на компјутерски напади во нашата држава. Дали ние тоа го сваќаме озбилно, со оглед на тоа дека кога зборуваме за тие условно кажано хакерски напади, како што се нарекуваат, можеби луѓето замислуваат дека тоа се некои деца кои седат на компјутери, тоа го прават од забава или да украдат нешто малце пари или не знам што друго, но она што го гледаме дека тие хакерски напади веќе се користат од државите, се користат за нарушување на националната безбедност на друга држава, се користат за нарушување на изборни процеси, се користат за нарушување на сите општествени текови, за напад на финансискиот систем. Значи, тоа е една прилично сериозна безбедносна закана, која може би е сега пореално од закана на физичка војна, например, дека некој ќе те нападне. Не, нема никој физички да те нападне, но ваквиот напад може да биде многу девастирачки. Не знам дали луѓето го разбираат тоа. Јас мислам дека нашите граѓани веќе имаат знаење за оваа проблематика и внимаваат, бидејќи процентот на користење на интернет во нашата држава секоја година се повеќе се зголемува и тоа предсека и младите. Сега тоа може да биде меч со две острици. Од една страна, ние велиме дека нашите млади се цивилизирани, користат интернет, не се кинати од светот, меѓутоа од друга страна, постои опасност од злоупотреба на користењето на интернетот и така натаму. Хакерските напади не познаваат граници. Вие можете денеска да бидете нападнат од хакерски систем или група од Австралија и така натаму. Значи не постои тука територијално ограничување како што е на пример со класичните закани кои што се однесуваат или кои што постојат или постоеле и веројатно и во иднина ќе ги среќаваме. Она што е интересно кој хакерските напади е што штетата може за една секунда да биде огромна. Не знам дали се сеќавате на хакерскиот напад на Бангладешката банка, каде што за многу краток период само преку неколку мејлови беа украдени од банката над 80 милиони долари и така натаму. Тоа се штети кои што постојат на веб-сајтот на Националниот центар за одговор на компјутерски напади или инциденти, постојат дури бесплатни обуки за нашите граѓани кои што се поставени онлайн. И сега прашање колку нашите граѓани ги посетуваат тие страници на интернет и колку ги посетуваат овие обуки за да можат самите да се заштитат. Се повеќе доаѓа време кога поединецот ќе мора многу повеќе сам да се заштити себе, да ги заштити своите податоци и информации. Со нашето објавување на сите наши податоци на интернет, на LinkedIn и на другите социјални медиуми, ние практично се доведуваме до прашањето колку нашите тајни се навистина тајни. Затоа што со самото објавување веќе тие не се наши тајни. Значи, до нив има допир неограничен број на луѓе и тие можат да бидат злоупотребени и тоа директно против нас. Затоа сме сведоци, тие такви напади постоеле, тие ќе постојат, меѓутоа безбедносната култура во областа на сајбер безбедноста е нешто во кое што треба да се вложува. Ние имаме донесено стратегија за сајбер безбедност. Ние, се извинам, ние имавме еден таков напад на предпрошлите избори, нели? Ни падна системот во Државната изборна комисија поради хакерски напади. Значи, и нас директно ли се наруши изборниот процес поради таков напад? Затоа прашувам дали треба да почнеме посериозно да ги земаме во предвид тие закони. Апсолутно дека треба да ги земе посебно, значи изборниот процес не се наруши, туку резултатите малку подоцна се објавија, да. И тоа имаше поголемо влијание за да не дојде до некое пореметување на тие резултати, ви сте во право, меѓутоа
Прашањето за компјутерската безбедносна култура е прашање на кое што пред се треба да водат посебно внимание програмите за децата уште од основно, па би рекол во средно образование, да постои една таква компјутерска етика која што ќе се изучува токму заради заштита на младите. Ние во областа на превенцијата мора да делуваме многу порано, додека децата се во една фаза на развој, кога стекнуваат основни информации, за да можат од една страна правилно да ги пременуваат информациите, а од друга страна да не бидат доведени во ситуација да бидат тие информации злоупотребени и понатаму да имаат нивна штета. Бидејќи знаете во правото никого не е ослободен поради тоа што би можел да каже не знам или не сум го знаел тоа. Значи незнаењето вас не го ослободува. Вие може во мојот лаптоп да слободно ми се обратите и да побарате да ставите USB за да испринтате некој документ. Но сега ако во вашето USB има некој вирус и понатаму тој вирус го уништи мојот лаптоп, значи тука веќе имаме елементи на законско битие на кривичното дело внесување на вирус во компјутерски систем. Практично. Вие сте знаели или не, мора да внимавате. Овие се основни работи кои што граѓаните мора да ги знаат навреме, затоа што штетите од погрешните чекори понатаму се мултиплицираат. Да. Да се вратиме малку сега уште на актуелната криза предизвикана од војната во Украина, како што кажав, пореметени се сите тие политички, безбедности, економски, енергетски токови. Ајде малку да ве прашам прво, како мислите дека земјава се справува со сето тоа? Едно се енергетските предизвици, зборувавме малку за нив, друго се безбедносните. Еве Македонија активно застана во одбрана на Украина, да се рече, ја осуди руската агресија, тоа го направи и во Обединетите нации. Последно и председателот на парламентот, господин Атала Џафери, беше во Киев. Тој рече дека Македонија ќе даде и директна и финансиска поддршка, а претходно Арама соопшти дека прати и оружје за Украина. Кажете ми прво за позицијата на Македонија, како гледате, дали земјава на правилен начин постапува во однос на оваа војна? Постапувањето на секој поединец, политичар па на држава во однос на вакви стратешки прашања може да се согледа после некоја деценија, кога ќе се види какви се последиците од тоа постапување. Според мене, позицијата на Република Северна Македонија во однос на ова прашање произлегува од незиното членство во НАТО. Иако Украина не е членка на НАТО, меѓутоа членството на НАТО од страна на Република Северна Македонија и изразените европски аспирации ја позиционираат Република Северна Македонија во на позиција во која што е во актуелниот момент. Таа не може да излезе од тие рамки, бидејќи не постои судир помеѓу позицијата на владата, позицијата на парламентот, позицијата дури на демократската јавност во нашата држава. Не постои, не би рекол дури ни мнозинство, за да има некоја поинаква позиција до она што е воспоставена. Па дури и ставот на опозицијата јасно ја осудува руската агресија, барем така се изјасни. Да. Апсолутно, значи ние тука постои единство на ставовите во однос на ова прашање и буквално се сметам дека таа позиционираност е резултат на желбата да не се наметнеме уште еден проблем на патот кон ЕУ, доколку заземе поинаква позиција, покрај она што го имаме со Република Бугарија, кој што едноставно се провлекува сега во актуелниот период, е доста актуелен, при што сметам дека постои дури две спротиставени становишта. Од една страна дека до јуни некаде би имало некој решение со Бугарија, односно да даде зелено светло за влез на Република Северна Македонија во ЕУ, а од друга страна имаме некое радикално становиште кое што смета дека до такво нешто нема воопшто да дојде, затоа што барањата ќе се зголемуваат, едно барање се задоволи, ќе се оди на втори и така натаму. Во тој контекст го гледам и формирањето на овој институт што е за македонско-бугарско пријателство, каде што сепак влегуваат искусни политичари. За мене професорот Владо Бучковски е искусен политичар.
долго присутен во македонската политика, ги знае состојбите и мислам дека се ова се чини со цел да се даде еден импут и од наша страна дека ние нешто работиме на заедничко добро, па иако во овие моменти гледаме дека имаме во однос на секој чекор што го прави владата кон Бугарија повеќе напади внатре за нивниот ефект отколку од друга страна. Очекувам дека преговорите ќе се интензивираат и ова присуство на тројцата премиери и други високи функционери денеска во Грција, да. Сепак покрај главните теми поврзани со терминал за течен газ ќе знаете во тајни средби ќе има и разговори во однос на прашањето за симнување на ветото и така натаму, сето она што може да придонесе на еден начин да се решат овие ситуации. Се покажа дека во геополитиката тоа е доста познато дека поголемите сили секогаш го имаат приматот. Не се работи тука за правда и за праведност, значи буквално се работи за однос кој што значи секогаш поголема моќ да има оно што е поголем и така натаму. Мислам дека нашата држава треба да се задржи на оно прашање што е поврзано со внатрешните реформи, да покаже не само на Република Бугарија, туку и на целокупниот дел на таа Европска унија, дека ние сме фокусирани кон реформите кои што ќе овозможат да се создадат европски институции, да се намалат овие институционални кризи кои што постојат во нашата држава и на тој начин мислам дека најмногу ќе се помогнеме да ја оствариме, па би рекол ова веќе долгогодишна голгота за членство во Европската унија. Кога зборуваме за внатрешните реформи, мислам дека е доволно да се каже податокот кој го презентираше амбасадорката на Соединетите Американски држави Кейт Мери Брнс за 8% доверба во судскиот систем, за да се илустрира целиот процес на реформи кои го правиме ние во изминативе 30 години. Што покажува тоа? Дека луѓето, па мислам дека и тие 8% може да се земат во рамки на статистичка грешка. Значи, никој не верува во судството во држава. Тука би кажал, јас имам моје мислење, имам моја анализа на оваа состојба. Неколку пати сум гостувал на оваа тема и кај вас и во други телевизии. Оно што го кажа почитуваната амбасадорка на Соединетите Американски држави во нашата држава, не е ништо поразлично ако вие земете да го прочитате годишниот извештај на Судскиот совет на Република Северна Македонија за 2021 година. Значи нема никаква разлика. Незината констатација е содржана во тој извештај. И би кажал дека и двете оценки се објективни. Иако сепак оценката на граѓаните за некоја состојба пред се субјективна, таа потекнува од човек. Меѓутоа, еве конкретно ќе се задржам на последниот извештај од 2021 година. Во тој годишен извештај на Судскиот совет стои дека во нашата држава од 34 судови, 15 судови се ажурни, а 19 не се ажурни судови. Значи, тоа е фрапантна бројка. Повеќе од половината судови не се ажурни. Не се ажурни 4 апелациони судови, бројни основни судови во рамките на апелационите подрачја. Дури и Врховниот суд на Република Северна Македонија е оценет како неажурен суд. Значи, и повисоките судови, кои што веројатно имаат влијание врз работата на пониските судови, се оценети како неажурни. Ова е парадокс за кој што ние сите треба да се замислиме. Еве како пример ќе го земам. И Управниот суд е оценет како неажурен. Во Врховниот суд на Република Македонија во 2021 година има 13 предмети заостанати повеќе од претходната година, додека, на пример, во апелациониот суд во Битола 160 предмети се заостанати, во Управниот суд 1199 предмети се заостанати. Ова ви го кажувам како една статистика која што е присутна во сите оние други 19 судови кои што
се оценети како неажурни. Втор елемент во овој годишен извештај, што за мене е доста исто така дискутабилен, е што постојат судови во кои што има судии кај кои што среќават предмети за кои што не е донесена одлука во период од 3, 7 или 10 години. И сметам дека судскиот совет премногу благо превентивно оди, па на овие судии им доверува можност да изготват план и проекција кога ќе ги завршат овие случаеви. Па тие не ги завршиле за 10 години, а им се доверува период за план за нивно, како се вели, за нивно проектирање кога би ги завршили. Во една нормална држава, дури и судскиот совет, да не преземе некоја репресивна мерка, освен овие укажувања и така натаму, во една нормална држава, носителите на власт, пред се на судската власт, која што во многу е коректор на системот на власта, како функционираат останатите органи во нашата држава, би си поднеле оставка сите председатели на овие 19 неажурни судови. На второ ниво, овие судии кои што имаат нерешени предмети со години, во најмала рака судскиот совет би требало да ги разреши, а не да добијат период кога тие би можеле понатаму да ги проектираат, како они мислат дека ќе градат хидроелектрани, па сега ќе проектираат кога ќе ги завршат овие предмети. И во тој контекст, значи внатрешната оценка на највисокото тело за менеджирање на судството е дури многу по-застрашувачко од она кое што ја има искажено амбасадорката на Соединетите Американски држави во нашата држава. Ова е една ситуација кога буквално, кога гледаме дека не постои елементарна демократска култура за одговорно и отчетно работење и однесување на председателите на судовите, туку овој извештај е објавен на вебсајтот на Судскиот совет, извештаите се доставени согласно законот до сите судови. Ние не сме слушнале некој судија, освен за пензионирање, да си даде оставка. Да има морален кредибилитет и да каже да, менаџирањето на овој суд под мое раководство како председател не е во ред. И еден предмет да не е разрешен, да придонел тој суд да има таква оценка како неажурен суд, и јас ќе си поднесам оставка. Значи, ние немаме култура, буквално немаме почит кон најклучните морални етички вредности кои што овие суди ги учеле на факултети во римско право и во другите обуки кои што ги имали така натаму. Сето тоа зборува на опасноста во чии раце е судскиот систем. Зборува на опасноста за партизација на овие функционери, на овие председатели на судови, како тие дошле на овие позиции. И сето ова, според мене, веќе втор пат ќе го кажам, е причина, односно последица на фактот што кога се бира председател на суд од 5 предложени, според ранг листата, значи имате 5 кандидати, едниот има оценка единица, па другиот двојка, тројка и петка. Оне што е со најдобра оценка, или тој пред него не се бира, туку оне што е со најслаба оценка се бира. Значи, тука гледам одговорноста на членовите на Судскиот совет и сметам дека не е добро да работата на толку судови во нашата држава се довери во раците на 9 члена на Судскиот совет. И тие да донесуваат такви одлуки, односно да поставуваат такви кадри, можеби првиот пат им дале доверба, меѓутоа после еден таков извештај, дури тие треба да се замислат докаде се одат овие работи. Знаете како, професоре, сега кога зборуваме за ова, ако вие кажувате, имаме и извештај од самиот Судски совет за работата на судството, кој ги укажува на тие аномалии. Имаме и перцепција на граѓаните која на некој начин се поклопува со тој извештај, а судството, судскиот правосудниот систем е еден од клучните елементи кој треба да помогне на државата во борба против корупцијата,
против она што се идентификува како најголем проблем во државава со децении, не од сега, тоаш ние сме во една прилично, ајде да не речам безизлезна, туку во една лоша ситуација, во една слепа улица, во ќорсокак сме на некој начин и не гледам дека некој премногу се потресува околу тоа. Може би не е така, вие ќе кажете, но јас, барем она што го гледам, не гледам некоја преголема активност за да се подобра тие работи. Апсолутно сте во право. Значи, овие работи не може да се подобрат доколку ние немаме комплементарна оценка. Ние имаме само оценка за довербата во судството. Каде ни е оценката за јавното обвинителство? Значи, ние мораме да кажеме колку е довербата и во јавното обвинителство. Независно што судовите пресудуваат и ние не може да кажеме да, меѓутоа јавните обвинители одговараат доколку нивните предмети паѓаат на суд и така натаму. Ова прашање како би се решило? Сметам дека мора да се демократизира процесот на контрола и менаџирање на судскиот систем во нашата држава на начин на кој што граѓаните би имале поголем увид и поголемо влијание во креирањето на овие политики. Не целосно, меѓутоа да имат нивна инклузија. Како? Пред се, сметам дека многу добро ќе биде покрај овие извештаи секој суд да ја достави јавно, да ја објави транспарентно статистиката за секој судија. Колку предмети решил, колку предмети се поништени или укинати од повисокиот суд, за да може да видиме колку тој судија е квалитетен и оне судија од сите апелациони подрачјови, кој што е најдобар, со најголем број на потврдени предмети. Значи, навистина се знае проблематиката, тој по автоматизам да биде член на судскиот совет. И да заседава, тој нека си суди, меѓутоа нека учествува во седниците кога ќе има предмети и не мора од неговото апелационо подрачје, од друго за да нема судирни интереси, меѓутоа најдобрите да не, според резултатите од нивната работа да бидат тие кои што ќе оценуваат работата на другите, а не оние кои што се партиски војници и кои што на еден начин придонесуваат овие состојби да не може да се променат. И јас во секој случај го поздравувам овој извештај на судскиот совет, има таму и квалитетни луѓе, лично се познам со некој од нив и сметам дека навистина имаат баш токму тие дадено голем придонес во соопштувањето на овие резултати. Меѓутоа, сметам дека и за јавното обвинителство, и за судот мора транспарентноста се зголеми, точно да се објавува во секој суд, секој судија годишно колку предмети решил и како понатаму тие предмети се движеле во смисла има предмети кои што редовно се враќаат. Знаете, има дури предмети, дури има пријави кои што се одбиваат многу брзо и така натаму. Сето тоа е многу важно за да можеме ние да кажеме еве сакаме да го демократизираме процесот на одговорно и отчетно работење, односно на вистина да го подигнеме дигнитетот на судиската функција. Бидејќи поединецот не може да направи ништо. 9 луѓе во судскиот совет да бидат толку моќни, да имат толку време да имаат увид во работата на сите судови и на секој судија поединечно, тоа е за мене нонсенс. Значи мора да се заекне и граѓанскиот сектор, мора да постои некој филтер кај што граѓаните покрај тоа што ги достуваат своји представките, во исто време граѓаните ќе можат и да значи и за нивните представки се види како е одговорено, не само како бројка. 3 представки од граѓани одбиени. Вие да го видите веб-сајтот на Советот на јавни обвинители и извештај од годишниот, па тие се на ниво на дипломска работа, таму напишано е, опишана е работата, надлежноста. Например, кај Советот на јавни обвинители за 2021 година стои дека во јавното обвинителство во нашата држава има 185 јавни обвинители или 59 јавни обвинители помалку. 2021 година имаме 7 престаноци на функцијата јавен обвинител. И како тоа? 6 во пензија, сами си поднеле барање,
го стекнале правото да зостана пензија, а само еден си поднел барање за престанок. Немаме разрешен. Има 231 преставка поднесено, како се решени, за кого се решени, каква е таа методологија на решавање на тие преставки, зошто нема јавност, транспарентност во решавањето на тие преставки. Сето тоа не можев да го пронајдам, на веб-сајтот и мислам дека извештаите и на Советот на јавни обвинители и на Судскиот совет мора да бидат според некои критериуми на едно исто ниво. Значи, тоа мора да бидат извештаи кои што покрај бројката со опарноста ќе овозможат малку да имаме и содржина, затоа што и самите судски пресуди се објавуваат анонимизирани на веб-сајтот на судовите. Значи не е никаков проблем ние оваа проблематика да ја решиме на еден начин на кој што ќе ја зголемиме довербата на граѓаните во судството, во работата на јавните обвинители, на начин на кој што и граѓанската контрола ќе биде многу поека. Вие замислете, постои граѓански надзор на Агенцијата за национална безбедност, а да нема граѓански надзор над една толку важна сфера како што е судството, како што е обвинителството, може би во овој момент многу повеќе, кога ќе создаат работите, кога ние ќе имаме независно судство, во најголем процент, тогаш може би ќе нема потреба од овие механизми на контрола. Да. Пред самиот крај уште е едно последно прашање. Актуелно е последниот процес против пронешениот генерален секретар на владата, господинот Мухамед Зекири. Тоа на некој начин станува трейдмарк, да речеме, на оваа влада, на процеси против своји високи функционери. Пред тоа беше Драги Рашковски, го имаше и оној процесот Рекет, каде што беше вклучена Фросина Ременски и така натаму, има и други. Прашањето ми е дали овие појави покажуваат, значи, може да се толкуваат на два начина. Еден е дека во владата има премногу такви аномалии, такви недозволени однесувања, а другиот е дека, за разлика од порано, оваа влада, дека имало секогаш, но дека оваа влада ги идентификува и дека ги процесуира. Како вие гледате на тоа? Па, како професор по казано право, јас сум должен да ја почитувам презумпцијата на невиност. Да, затоа јас велам процеси. Седока нема пресуда, за мене не важи ништо, додолку повеќе што за некои случаевите што спомнавте имаме веќе ослободителни пресуди. Моето лично гледање е дека може-би и согласно најавата на обвинителката Вилма Русковска за некои спектакуларни настани и кои што не очекуваат во иднина, дека можеби навистина ќе се придонесе да се зајакне довербата во институциите. Народот кој што е погоден исто така од сите овие економски, безбедносни ризици, инфлација и така натаму, бара и одреден степен на поголема одговорност во работењето на носителите на власта. Лично сметам дека никој не треба да биде над законот, дека законот треба да важи за секого и оваа проверка за тоа кој колку го почитувал законот преку овие случаи на висока корупција како се дефинираат, не е ништо страшно, значи доколку се утврди дека нема елементи, дека нема материјални докази, дека јавно обвинителската одлука не е издржана, државата во одредени случаи ќе се плати одштета на сите оние кои што ги држи во притвор. Сметам дека и очекувам во наредниот период да има поголема активност во оваа област, во смисла на засилен кривичен прогон, повеќе апсења од порано, со цел да се подигне јавно нивото на перцепција за борбата со корупцијата, која што навистина е проблем, болест, која што постои и нема единствен начин да се лекува. Превенцијата не помага тука превенцијата, туку само се делува со репресивни мерки, бидејќи притворот е една, например, од најрепресивните мерки кои што постои. Независно дали се работи за куќен притвор, класичен притвор и така натаму, бидејќи преку притворот вие на еден начин на поединецот му ги ограничувате сите основни слободи и права и затоа се бара тој да трае многу пократко отколку што
во некои случаи се одолговлекува, заради што нашата држава и платила одштета доколку имаме такви пресуди на неоснован притвор. Професоре, ви благодарам за ова гостување и еве за крај оваа ваша порека дека треба да ја лекуваме корупцијата, канцерот на општеството, нека остане како една универзална порека. Ви благодарам уште еднаш. Исто и на вас, се надам ќе се видиме набрзо во друга прилика, тука сме, нема проблем. Ова беше професорот Атанас Козарев, со него го завршуваме дебатниот дел на Студио 10. Ви благодарам на поддршката, ви благодарам на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.